дојдовте на вечерашнава онлайн трибина. Во трибината во која што ќе зборуваме за образованието и предприемништвото, ќе ги опфати сите три образовни циклуси, основното, средното и високото образование, и ќе видиме кои се целите, моменталните предизвици и можностите за соработка во делот на предметите поврзани со предприемништво. Јас сум Ѓорѓина Димова и сега ќе ја дадам збор на Симона Чаминска, која што е координатор за глобалната недела на предприемништвото за Македонија. Повели, Симона. Ти благодарам многу, Георгина. Голем поздрав до сите кои што се приклучија да следат оваа онлайн трибина, особено до вашата организација Центар за иновации и дигитално образование ДИГЕТ, кои што се одлучивте да правите настан во рамки на глобалната недела на предприемништвото. Глобалната недела на предприемништвото е една од многуте иницијативи на глобалната мрежа на предприемништвото, која што постои уште од 2007 година и како таква се спроведува во Македонија од 2008 година па наваму, но од 2018 година ја превземаме со Стартап Македонија и од еден настан во 2018 година стигнавме до 40 настани во 2020 година, од кои што и вие сте еден од тие настани, особено се радувам за тоа. Целта на оваа иницијатива е преку разни видови на трибини или активности или настани, кои што сега заради ковид ситуацијата не е можно да ги одржиме физички, да разговараме за теми од областа на предприемништвото. Па така, една од глобалните теми оваа година е стекнување на предприемачки вештини низ процеси на формално и неформално образование. Значи, како може образовниот процес да помогне да се создадат предприемачи во рамки на едно општество, а има и други теми, како што се, например, соработка на институциите во рамки на екосистемот, потоа инклузивно предприемништво со посебен таргет на женско предприемништво или креирање на политики во соработка помеѓу граѓанскиот сектор, академијата и владата, за да се овозможи подобар и поголем развој на предприемништвото. Оваа иницијатива моментално од денеска се случува во 180 други земји во светот и ние сме всушност дел од 10.000 други партнери кои што прават настани на оваа тема, така да би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам за можноста да се обратиме тука и се надевам дека ќе имаме интересна дискусија од областа на предприемачко образование, иновации и навистина се радувам на се што ќе слушнеме во рамки на оваа дебата. Благодарам уште еднаш. Благодарам, Симона. Ако може малку само да се договориме околу тоа како ќе одат работите, кога ќе дојде дел за дискусија, ако може присутните да кренат рака, за да нема гужва, нели да не зборуваат сите истовремено, па јас ќе ве повикам. Исто така прашање може да поставите и во делот за чет. Сега би сакала да ги представам нашите говорници. Првиот говорник е Весна Николовска, која што е магистер по информатика, наставник по информатика и иновации во Општинското основно училиште Гоце Делчев од Демир Хирцер. Таа е наставник која што е секогаш во тренд со најновите алатки и технологии, иновативна кога е во прашање образовниот процес и пренесувањето на знаењата на учениците. Верува дека секој ученик заслужува квалитетно образование и затоа со сите напори се труди да го овозможи тоа. Вториот говорник ни е професорката Елизабета Секирарска, која што работи во Средното општинско училиште Перо Наков во Куманово, речиси 30 години. Предава менеджмент, маркетинг, практична настава, виртуелни училишни компании, најдобар просветен работник на годината за 2013 на државно ниво во категоријата средни училишта и морам да кажам, една од моите инспирации каква би сакала да бидам како наставник. И професор доктор Владимир Трајковиќ, кој што работи моментално како професор на финки. Тој го воведе и предава предметот на предприемништво, од кој произлегоа неколку студентски стартапи. Дел од тие стартапи и денес се успешни компании. Кога размислував како да ги представам, гуглав малку, го прогуглав професорот и на едно видео го слушнав како објаснува што е успешен предприемач, дека тоа серијски предприемач, тоа било предприемач кој што основал неколку успешни стартап компании. Така, значи, него можам да го представам како серијски предприемач. Сега ќе да почнеме.
Најпрво, првата тема за која што ќе дискутираме, Весна, колку е лесно да се разбере поимот иновации, предприемништво од аспект на возраста на учениците во основното образование, значи ќе започнеме од најниското ниво на образование и колку е тоа навистина важно. Повели Весна. Прво да ви посакам добро вечер на сите и ти благодарам, Георгина, и за представувањето и за тоа што ми дадовте да бидам дел од оваа трибина, односно од оваа дискусија. Учениците за прв пат се среќаваат со поимот предприемништво, односно со оваа материја во 9-то одделение. Досега немаат претходни никакви презнања од оваа област. Но уште како и децата веќе размислуваат како предприемачи, бидејќи уште кога на многу мала возраст им дадеме например некоја алатка или некоја играчка и не им кажуваме како да ја употребат истата, тие веќе со својата генијалност, со својата креативност пронаоѓаат начин како да го направат тоа. Па можеби вистинското прашање е како да ги научиме возрастните да ја негуваат таа карактеристика кај децата наместо да ја уништуваат. Иако поимот, концептот на предприемништвото можеби малку тешко да се објасни на начин соодветен за возраст од 13, односно 14 години, но преку представување на практични примери за учениците, примери од секојдневното живење, од околината која што ги окружува самите ученици, мислам дека многу лесно и едноставно ќе го сватат сето тоа учениците. Па затоа потребно е при изучувањето на овој предмет да се фокусираме на развивање на реални вештини кои ќе му бидат потребни на самите ученици во иднина, во овој денешен свет кој што многу брзо се менува. Значи потребно е да се фокусираме, да ги научиме учениците како да размислуваат. Бидејќи во денешно време интернетот му е достапен речиси на секој човек на планетава, па така да со тоа му се достапни сите информации и податоци кои што ги има онлайн. Што и да ни биде потребно, значи било каква информација и да ни треба, со само еден клик можеме да пребараме на Google и во рок од 2 секунди можеме да ја пронајдеме таа информација. Значи нема поента од учениците да бараме да помнат напамет информации и податоци, како на пример да ги помнат дефинициите. Затоа е клучно и многу важно да ги научиме како сами да донесуваат заклучоци и решенија, а воопшто не е важно дали тие ќе знаат да ја дефинираат некоја конкретна дефиниција, дали ќе знаат да кажат. Затоа е неопходно да ги мотивираме учениците за време на часовите да се вклучуваат во практичните активности кои што им ги задаваме, бидејќи кај што би можеле да го прикажат своето стекнато знаење, бидејќи на тој начин учениците многу повеќе и многу полесно научуваат и учењето секако и многу е позабавно и поинтересно кога се вклучуваат за учениците практична работа со реални примери, како што напоменав од околината која што ги обкружува самите ученици. Сите ние во текот на своето образование се стекнуваме со најразлични знаења од различни области, односно по различните наставни предмети и на крај се стекнуваме соодветна диплома, која што диплома во минатото на некој начин можеби гарантираше одредена работна позиција, односно работно место. Но во денешно време, бидејќи нештата се менуваат, сликата баш и не е таква, бидејќи со економските кризи, со зголемувањето на населението, со глобализацијата, сето тоа допридонесува за во денешно време младите да не можат толку многу лесно да најдат работа само со помош на својата диплома. Па затоа потребно е да ги научиме уште од многу мали нозе децата да ги научиме за предприемништвото, а со тоа ќе им дадеме можност во иднина да си креираат сами своји можности. Значи, со стекнувањето на знаење и вештини од оваа област, ќе им помогнеме на учениците да си создадат во иднина успешен и независен живот. Предприемачкото учење во денешно време е исклучително важно, а како најглавни бенефити се тоа што учениците се подготвуваат за својата иднина, бидејќи, како што напоменав, живееме во свет каде што се случуваат многу глобални технолошки промени.
учениците ќе стекнат најразлични вештини, како например што се самокритичност, тимска работа, креативност, иницијативност и така натаму, кои што се ценети атрибути во било која професија. Не само конкретно за овој предмет, туку во било која професија има побарување од тие атрибути. Исто така ќе се зголеми социјалната свест кај учениците, ќе станат свесни за сите проблеми кои што ги обкружуваат и ќе истражуваат, ќе пронаоѓаат соодветни решенија за тие проблеми, наместо да се жалат постојано за ситуацијата во која што се наоѓаме, ќе наоѓаат значи соодветно решение за да излезат од таа ситуација, а штом се решаваат социјалните проблеми, секако дека доаѓа и до развој на општеството. И една од клучните бенефити е тоа што ќе ги насочиме учениците како да размислуваат надвор од кутијата, out of box, што е онај термин, и како учениците да се охрабрат со самодоверба, да превземаат одредени ризици во својот живот во иднина, бидејќи мислам дека тоа што е она клучното за да се успее во животот, да се превземе ризик, неопходно е за да може да се успее. И тука би сумирала секако дека сметам дека секој ученик има некаков потенцијал, некаков талент. Ние можеби на училиште нема да направиме предприемачи од сите ученици, бидејќи врз нивниот развој во иднина ќе влијаат многу процеси, многу фактори, многу различни фактори, но потребно е ние да се потрудиме да им помогнеме на учениците да го откријат својот потенцијал, да имаме доверба во нив и да работиме заедно со нив при развивањето на своите таленти и при развојот на своите вештини, кои што, како напоменав, во иднина ќе им требаат и то како многу. Ви благодарам. Благодарам, Весна. Сега отварам дискусија, доколку има нешто некој да каже, да праша. Може да кренете рака, а имате можност да си го вклучите и микрофонот. А може и во чет да напишете прашање, ако не сакате да зборувате. Во ред, Владимир? Благодарам. Прво јас да се заблагодарам и за поканата, да се заблагодарам и за убавото представување и да поздравам ве дискусијата на Весна. Јас кога ја слушнав презентацијава, некако не можев да го поврзам ова што Весна го кажува со содржината која што за среќа или за несреќа или без коментар на учебниците кои што се користат во основно образование за претприемништво. Како може ова што Весна го збори да се предава ако на располагање ги имаме тие едукативни материјали кои што јас како што гледам, можеби не сум експерт за рана возрастно одбрание, се преполни со дефиниции и не знам, некако се многу далеко од праксата за која Весна зборуваше. Така, ти благодарам, Владимир, за прашањето. Значи, прво јас не напоменав тоа дека по предметот иновации официјален учебник кој што би го користеле, печатен учебник кој што би бил достапен за сите ученици, такво нешто немаме. Во теков на изминативе години неколку пати, односно годинава баш има нова верзија на учебникот која што ја има само во електронска верзија, што морам да кажам дека тоа за деца на 13 години представува посебно за некој особен проблем, бидејќи ајде оваа година можеби е така со многу повеќе алатки работиме, па имаме многу повеќе можности, но изминатите години можам да кажам дека тоа представуваше многу проблем да работиш само со електронска верзија на учебникот, но повеќе часовите ги реализираме со користење на интернет, со се она што ни го нуди интернетот, например видеа. Јас често пати лично јас му смислувам и задачки кои што сама би ги измислила, реални примери каде што би можело учениците да работат. Значи, ако имаме еден час теорија, па наредниот час обавезно да се фокусираме повеќе на практични примери. А иначе би се сложила со тебе дека да и онаа онлайн верзија што ја имаме од учебник, дека самата верзија на учебникот не ни нуди баш многу ниту примери, ниту можности за практична работа.
Во самата книга е објаснето, па е според мене може би на малце повисоко ниво, значи сложени примери се објаснуваат со уште посложени термини кои што за учениците навистина мислам дека често пати не се сватливи. Така да, значи, пак ти напомням дека официјален учебник кој што го користиме на училиште немаме. Само онлайн верзии на некои учебници кои што немаме никаде, па ни од министерство или од било каде дека треба тој учебник да го користиме. Годинава за прв пат на учебници излезе тој некоја онлайн верзија на учебникот. Така да мислам дека се снаоѓаме самите на кој мислам дека на крајот испаѓа кој како ќе се снајде за практични примери за да може полесно учениците да го сватат. Например, еве сега првата тема ни е предприемач, предпријатие, само дефиницијата која ќе му е кажеме на учениците дека предприемачот, не знам, креира вредности и така натаму, значи толку е многу непознато за деца на таа возраст, што доколку не им дадеш реален пример, доколку не им прикажеш дека мислам дека нема шанси да ја сватат, она што реков, која е поентата ако тие ја научат напамет дефиницијата кој е предприемач, ако немаат идеја што значи сето тоа. Во ред, Марија. Владимир, имаш уште да прашаш? Не. Јас само такава да поттикнам дискусија. Благодарам. Супер. Добро вечер на сите. Моето име е Марија Димовска. Јас сум проектен менаџер во Стартап Македонија и воедно координатор за социјални медиуми при глобалната недела на предприемништво и помагам на националниот координатор Симона околу организацијата. Мило ми е што Dig е дел од програмата на овогодинешната недела за предприемништво. Моето прашање потекнува баш од објаснувањето на Весна. На Запад има нешто што се вика experiential learning, значи нешто што учениците учат не од книга, туку баш токму од таа практикантска теренска работа. И еве во склоп на иновации и кога станува збор за предмет иновации и предприемништво, според вас како луѓе кои што сте дел од образовниот процес и систем на нашата земја, кога сметате дека овој елемент најрано може да се воведе во склоп на школскиот систем? Весна? Па и другите, ако може да ми го исто да се надополнат. Да, секако дека може, значи, да се вклучат и останатите, професорката Елизабет или професорот Владимир во одговарањето на прашањата. Бидејќи сите сме вклучени нели во образование, јас конкретно мислам дека дури и од помала возраст на практичната работа, дека практичното запознавање со предметот, дека би можело уште од помала возраст учениците да се запознаат. Додека баш кога се подготвував за оваа трибина, истражував така малце на интернет во однос на тоа бенефити од предприемачкото учење и како, например, во светот сето тоа се одвива и сретнав дека има дури истражувања за предприемачко учење во градинка. Значи, постојат дури и такви нешта дека предприемачкото учење уште во градинка, значи уште на некоја 4-5 годишна возраст, дека децата можеби не се запознаваат со концептот на предприемништвото, но се стекнуваат со оние вештини кои што ги споменав пред малце, дека уште толку многу мала возраст, значи веќе почнуваат да не влегуваат во тие води и после секако со тек на време како стануваат се повозрасни, се подлабоко навлегуваат во материјата и се подлабоко и полесно ќе го разбираат концептот на предприемништвото. Дали некој друг сака да се вклучи од говорниците, да каже нешто или ќе остави за понатаму? Имаме уште едно прашање од Олгица Велковиќ. Повели Олгица. Можеш да си го вклучиш микрофонот, бидејќи е возможно. Може би погрешно разбрав требинава, јас мислев дека тоа е повеќе насочено наставник предприемач како да биде, ама сега гледам овде дека се зборува и како предприемништво за изучување. Па да се надополнам на колешката Весна Николовска, па и на професорот на дискусија. На жалост, читав тетрадка каде што им се диктира за предприемништво на деца у 9-то
оделение, ама искуствата на запад, финскиот модел е шетање по фабрики. И јас едно ќе кажам една статистика, најдов, јас пред се би сакала да си се представам, јас сум технолог, со Елизабета заедно работам, предавам и во економско-правна и трговска струка и баш си размислувам дали после толку години, веќе сум на крајот, дали некој од економската струка познавам кој што тргнал од собствен бизнис. Мислам дека нас не недостасува тоа, она што велиме устна историја, да се доведе човек кој што ќе каже како тргнал со свој бизнис, од малецко да се водат децата по фабрики, да се представуваат како предприемачи. Моje лично, јас сум технолог, али мислам дека у наш систем на образование тоа недостасува. Кога вие дете на предприемништво, би се учела на лице место, кога би слушнал приказната како некој почнал 91 година, меѓу другото од карактеристика, храброст, останал без работа, тргнал у една соба, па тргнал, мислам, тоа останува во сеќавање, а она диктирано на картија, дури, верувајте, ни јас некои реченици не ги разбрав. И тоа сме ние што кој наставник ќе си дозволи, треба да обезбеди на помала возраст. Ние често знаеме да се споредуваме со Запад, ќе обезбеди превоз договорено, да отиде со дечиња таму. Впрочем, како цел наш образовен систем се развива само у средина, у клупа, а зборуваме за нешто надвор, еве можеби интернетот ни овозможува да дадеме примери, ама мислам како една устна историја, настан час или да отидеш на лице место, останува трајно во сеќавање. И ова е стварно проблем во наш систем на образование. По сите предмети, јас ќе кажам. Не е тоа само а да не зборам деца, мислам дека мое е тоа мислење, може би има поинакво, ама децата излегуваат и од средна школа и уште не го сваќат што е тоа предприемништво. Како што кажа професорот, мислам, некои реченици кога ги читаш, дали едноставно и наставниците не можат да се спуштат на пониско ниво, не знам. Ама битно останува тоа енигма, па мислам и факултети дека ги завршуваат, а у суштина не знаат што е у прав смисол. А јас имам дилема, сум читала и некоја друга литература, дали се раѓаш предприемач и го усовршуваш, или секој може да биде, еве, моја констатација, не секој наставник може да биде предприемач и не секој предприемач може да биде у бизнисот. Ете, толку имав да кажам јас. Јас само би се сложила со Олгица и само би кажала дека може би тоа баш што го напоменавте, дека не важи конкретно за овој предмет, туку за целото образование, односно за целиот процес во кој што се наоѓаме. Не конкретно за овој процес би се сложила дека е тоа така. Ленче Манева. Јас сум Ленче Манева, професор по историја сум. И се вклучив за чисто да видам како тоа функционира. Слушавајќи ве вас, значи се повторува праксата во образовниот процес, да се воведе предмет и толку. Како тоа ќе се организира, какви се тие програми, дали се прилагодени на возраст, кажувате за содржините, значи кај нас преводот е не знам, не прилагоден на ниеден учебник, значи буквален превод се прави, ниедна програма не се прилагодува ни на условите, ни на средината, ни на земјата, значи ние сите немаме исти услови и прилики. Зборуваме за пракса на Запад, мислам, ние сме далеко од Запад во однос на условите,
и во реализацијата, затоа и треба да бидеме свесни дека кај сме и како тоа да се спроведе. Јас не предавам иновации, но еве, тоа е нов предмет, да кажам, неколку години во основно образование. И самиот збор кажува, за да тоа се прилагоди и да се мотивира ученикот и да се примене во пракса, не се учи тоа само од книга. И за ти да потикнеш кај еден ученик иновација, покрај тоа што теоретски ќе му објасниш, треба да му покажеш и во праксата како оди тоа. А за праксата никој не ни предвидел ни услови, ни средства. Ние секогаш, еве, да излеземе од училиште, мора тоа ние наставниците организираме, родителите да платат. Мислам, нашиот образовен процес више да ти е непријатно да излезеш од училиште затоа што се е натовар на родителот. И на родителите веќе им досадивме, кај да ги однесеме, мора да го плата тоа. Затоа еднаш треба и министерство и бил кој што ги прави содржините, односно ги осмислува предметите што ќе ги внесат во училишта, тоа треба целосно да се испланира, а не парцијално. Пушти го, па наставникот нека се снаоѓа сам. И дали ќе го реализира и како ќе го реализира и дали има услови и каде треба да го однесе. Значи, тоа е еден ланец кој што треба да биде поврзан училиште, МОН, институции, фирми, и тоа да биде сето тоа организирано, само да се направи линк, договори и да се практикува во склоп на наставата. А вака оставяње само на себе и наставникот цела пракса со колку е он креативен. Тоест колку он може да се снајде, не тоа креативност, тоа е снаоѓање во работата. Што можеш по она што некој требал да го сработи, ти сега да го доработиш, да го упростиш, да го поедноставниш, за да учениците може да го сватат. Во ред, ние сме професори, мора нашата обврска да им прилагодиме на учениците, да се спуштиме на нивно ниво, ама и тој што го правил, тоа треба да размислува, дека тоа е за деца од 13-14 години, а не превел книга за студенти и ја дава на ученици од 12 години. И тоа и во праксата пота имаме аномалии. Не прифатено, не добро реализирано и пак кој е крив? Наставникот. Значи, тимот кој што треба да се направи еден тим од сите ресурси, од сите профили и тоа да одлично да се испланира и мислам дека тогаш не дека ќе нема аномалии, меѓутоа ќе бидат многу помали. Тоа е мој размислување. Благодарам. Знаете, наставниците кога ќе почнат да зборуваат, наставнички совет трае сад. Револт е тоа, милион предмети не воведоа и Добро, да. речат. Добро, ајде ако може малку пократко за да може да продолжиме. Јас мислев дека ја спуштив раката, ама ајде кога е станала да кажам, да не остане покусо, не за друго. Па тоа што го спомна и двете колешки, и Олгица и Ленче, може предприемништво да се воведе и од градинка, ама во склоп на други предмети. И од секој агол да се разгледа и подобро ќе биде и разбрано и поприменливо, отколку да издвојуваме како предмет и само ќе создадеме и револт. Никој нема да гледа тоа нешто полезно и што утре ќе му треба, туку секогаш ќе го помни како товар повеќе. Тоа сакав да кажам. Добро, благодарам. Молам. Ајде да продолжиме натаму. Колку е лесно да се види дека нешто се започнува, дека учениците не сакаат само да видат нешто, туку сакаат нешто и да пробаат. Елизабета повели, вие работите и со ученичките компании во средното училиште. Дали праксата помага учениците да ги добијат потребните вештини? Елизабета, ако може, микрофонот не ви е вклучен. Сега е во ред? Да. Добро вечер до сите. Георгина, пред се благодарам на поканата, на убавата најава. Возвраќам со почит секако. Од ова што досега го слушнав, се остава впечаток дека 2,5 сати малку ќе ни се.
за трибината очигледно, затоа што многу сакаме да кажеме што се случува, ова е можна убава тема. Не знам просто од кај да почнам. Еве да речеме, ако веќе зборуваме, ќе се обидам да бидам куса и да се надоврзам на конкретното ваше прашање околу функционирањето на практична настава, која јас ја работам во 4-та година и се вика виртуелни училишни компании. Би сакала само да почнам со тоа што ќе кажам дека кога децата ќе излезат од кај Весна, условно мислам, нели, од 9 одделение доаѓаат кај нас, јас не предавам во прва, предавам во 4-та година само според природата на моите предмети, меѓутоа во консултација и нели соработка со колегите знам што се случува. Извадив чисто вака за да речем како база на дискусијата, извадив податоци што се учи во предприемништво и бизнис прва и втора година на УКУСО. Моето училиште од оваа учебна, од минатата уствари учебна година е по нова програма, модуларната настава, односно дуалното образование. И сега како изгледа, само кусо ќе ви кажам, учениците учат прва и втора година предприемништво и бизнис, според модуларната, новите планови. Во прва година 4 модуларни единици, сака да рече наставни теми, нели? Бизнис контекст и обкружување едното, мал бизнис, улога и значење, социјално предприемништво, личен развој и планирање на кариера. Тоа е во прва година. Во втора, иновација и бизнис, креативно размислување, бизнис модел и бизнис план, финансирање и основање на бизнис и стратегии за раст на бизнисот. Вака кога го читам ова и кога ќе земам во предвид дека ние наследуваме деца од колку се тоа 15 години, овде прво треба да им ги расчистиме терминолошките потешкоти што ги имаат. А да бидеме реални и сите што запишуваме ученици во средно образование, знаеме каква е состојбата. Не само бројчано, него и според квалитетот на знаењата што ги носат. Значи, во старт, ова што рече и колешката Ленче, мислам, рече пред малку, значи за литература да не зборам, учениците во прва и втора немаат учебник, значи оставено е на слободна проценка на предметните професори кои се носители конкретно на овие предмети, како да ги поминат овие теми, а учениците да излечат жива глава и да знаат прво што е тоа, што го учеле. По завршување на тие 2 години, сега се уште немам за овие што ќе бидат сега се втора, лани беа прва, овие што ќе бидат сега трета и после четврта, ги нема уште програмите, барем јас ги немам видено. Јас работам по стара, условно стара програма, по оние нереформираните наставни програми, предавам виртуелна училишна компанија во 4-та година. Ќе кажам вака. По логика на наставата до 4-та година, јас би требала да добијам оформен продукт на ученици кои ќе имаат представа што е бизнис, што е предприемач, што е сметководство, што е маркетинг, затоа што сето ова го работиме во практична смисла во училишната компанија. Инаку, само да напоменам, виртуелната училишна компанија беше проект 2003-2004, ако добро се сеќавам. Јас бев дел од тој проект под покровителство на SEA, Secondary Education Activity. Тогаш беше проект, по завршу и беше многу искрено, сега кога правам паралела, тогаш и сега, беше многу поголем предизвик за учениците пред се, затоа што тогаш се явува на условно земено оглас, ние ги примаме на работа, нели, пошто се вработуваат во училишна компанија. И тоа беа деца ентузијасти доста години наназад е тоа, кои навистина се вложуваа себе си во тоа. По завршување на проектот, сеа надлежните вклучија меморандум за соработка со надлежните институции и овој проект стана вклучен во редовната настава како нели, задолжителен предмет во 4-та година виртуелно училишни компании. Тоа е веќе десетина години, можеби 9, не сум сигурна, да речеме деценија, кога веќе функционира како регуларен предмет. Има разлика голема од кога работевме, нели, кога децата сами се пријавуваат затоа што се гледаат себе тука и кога не им оставаш избор, него мора да дојдат на практична настава. Убаво е замислено, јас пак ќе кажам, не сакам се да многу зависи од многу нешта. Значи, прво од структурата на децата, друго од техничката подготовка на училиштето. Затоа што ако сакаме овој тип на настава да функционира на вистина во практична смисла и да учениците го видат во пракса што е тоа што го учеле дотогаш, треба да имаме опремен кабинет со функционални компјутери.
со интернет конекција која нема да паѓа постојано. Имаме кабинети, има во моето училиште 10 училишни компании во 4-та година, меѓутоа кубуриме како сите, нели? Тоа е стара опрема, се мачиме, меѓутоа тоа е техникалија која се обидуваме да ја надминеме со ентузијазам и желба за работа, па не личи толку страшно, нели? Како функционира? Значи тоа е еден симулиран работен простор, затоа и се вика виртуелна училишна компанија. Учениците работат симулација на работни места. Јас конкретно предавам во образовниот профил техничар за трговија и маркетинг. Таму имаат во рамките на наставната програма, се работи во 3 сектори. Административно правен или општ, каде што условно земено работат правници, нели, повеќето, преку симулирани работни задачи. Комерцијален или трговски, каде што се вработени како економисти. И маркетинг сектор или сектор за промоција и однесување со потрошувачи, каде исто така нели се е симулација, работат како економисти. Можам да кажам дека децата се ентузијастични, сакаат да работат, она што не можеме да го сработиме, го сработуваат дома. Јас се обидувам да дел од мојата енергија, која се уште и после 3 децении не сакам да се предадам, затоа што сепак стоиме пред деца и треба да максимално ние да бидеме во топ форма колку е можно, да им го пренесам тоа на нив, како енергија и како препознавање дека во низ таков формат на учење нешто може да научат. Лично сметам дека е добро, осмислено, и ако се изземат проблемите за кои реков, дека постојат и се факт, и ако се изземат, можеби и тоа треба да се изговори и треба да се земе како леснување за учениците, преоптоварени се, сепак. Ако јас не најдам начин, или моите колеги, сите што работиме практична настава на ваков начин, ако не најдеме начин да тоа им биде предизвик, да доаѓаат затоа што не е товар, него навистина е предизвик, тогаш стварно ќе им биде товар. Затоа што конкретно јас имам 6 часа неделно практична настава. Сега со онлайн, додуше во овој тип на настава, одам физичко присуство на училиште, сите 6 часа ми се во еден ден. Тоа е многу. Значи имаме паузи, се однесуваат многу цивилизирано, можеме да направиме пауза, може ли да одмориме професорке, може ли малку музика да пуштиме, тоа е сепак релаксирачки работен простор. Им се делат работни задачи за секој ден со работен материјал кој нема учебник тука, нели? Сама го подготвувам, сите колеги. Така да лично сметам дека ако конкретното прашање на Георгина беше што може да изнесат учениците од ваков тип на настава, да, може да изнесат убаво искуство. Од претходните генерации знам дека носат знаења, не би кажала, затоа што тоа не е теорија. Носат вештини кои ги стекнале преку ваков тип на работа и јас сум среќен што имам можност да работам со тоа. Инаку само уште едно нешто ако можем да додадам во истиот контекст, имав можност да бидам дел од еден проект учење предприемништво под покровителство на, многу беше интересен, заврши пред некоја година, под покровителство на Австриското Министерство за образование, Култур Контакт се викаше. Значи кога почна, имаше македонски тим, јас од Куманово, 2 колешки од Скопје и 2 од Велес. Опфатен е регионот, Албанија, Косово и Македонија, идевме едника и други, а сите заедно кај австриците на обука, траеше 3-4 години. Можем да ви кажам дека нешто поубаво и нешто предприемничко во вистинска смисла во училиште јас не сум видела. Значи прво не мисливме дека учење предприемништво ќе биде, нели, кој е предприемачот, таков тип. Меѓутоа не, учење предприемништво се викаше целиот тој настав, нели, низ 5 модули организиран, меѓутоа беше во основа како ова што рече Олгица пред малце, како наставникот да е предприемач. Значи што да правиме ние во училницата, а да децата не ни се отепани уште до голем одмор, а првиот час го преспијат, нормално. Значи, многу убав проект, има и прирачник произлезен од таа соработка, заврши. Немаме зелено светло да правиме дисеминација широко низ училиштата, нели? Меѓутоа би сакала да колеги кои потоа знаеја, обучивме, имаше тим од не ми текнува сега колку училишта во Македонија, тоа го решава австриците, не го решаваме ние. Одржавме куси обуки во 2 до 3 дена, чисто да се види во која насока би можело да се оди, тоа беше многу убаво.
Се надевам дека некој ќе слушне, ќе заживее, или барем сите колеги што се заинтересирани можам да пратам материјали. И пред тоа работев на начин да училницата биде еден убав ментален простор, ова ми е искуство плюс навистина. За сега би имала толку, благодарам. Благодарам, Елизабета. Имам прашање до Елизабета. Се видов, Олгице, да, повели. Ние сме во исти колектив, ама не се гледаме нешто ретко. Бети, сакам искрено да те прашам, дали сметаш, како рече, прв пат учениците се пријавуваа? Дали може би на тој принцип треба да оди виртуелна компанија, затоа што може би баш тие деца се оние правите кои што утре ќе тргнат во приказната за свој бизнис. Ја мислам за лично мое си е мислење, се додека ги силиме децата со 12 предмети, кога децата би бирале повеќе своји, мислам дека децата знаат кај да се најдат. Слушнав дека баш тоа биле и се сеќавам и што правеа и како правеа. Мислам дека ние системот на образование е според број на вработени. Факт е тоа. Тоа е наша аномалија, затоа уфрламе предмети. А кога би било на избор, тогаш би можда биле 2 виртуелни компании, ама тие деца би биле најсилни промотори на предприемништво и можда некој од нив. Тоа е мое размислување. Јас знам дека се што се сили, ама ете, за да се има повеќе часови се воведува нешто. Мислам дека и тука што велиш ти, па еве, не можам да кажам дека научиле, да, интересно, прво ти си изузетен професор кој што се снаоѓа во тоа и дека нашето образование треба да се отргне од задолжителни 10-12 предмети. Да. Тоа е тоа. Толку. Дали ти лично сметаш дека би било подобро? Секако дека да. Јас кажав пред малце. Јас го гледам тоа. Значи, предизвикот на децата беше сосема поинаков. Детето се гледа себе си во таков тип на предизвик и се јавува, затоа што сака таму да се вложи себе си. Сега ова детето никој не го прашува. Добро би било кога би не прашувале. Ова е редовен предмет, задолжително влезен во наставната програма. И мораме да го реализираме со 6 часа настава. Значи, многу е сложено. Ова е, кажа пред малце, ке ни треба, можеме ние до утре вака да се изборуваме. Ова е општ проблем образование. Не само конкретен предмет, секогаш има оптоварувања, не се оставени опции за сослушување на базата која најмногу има што да каже. Бас пишува тука скоро нешто на таа тема, него како ни кажа така работиме, а ние тоа го бараме од децата. Тоа е таа верига која не можеме да ја смениме за жал. За сега е така. Тоа ме интересираше, благодарам бе. Фала. Добро, ако нема уште некои прашања, тогаш да продолжиме понатаму. Владимир, на факултетот, дали студентите знаат како тоа да го направат? Дали постојат студентски компании, студентски стартапи и кои се предизвиците со тие компании? Дали тие компании обстојуваат? Повели. Благодарам, јас уште еднаш да се благодарам за поканата, да кажам дека ми е навистина чест што сум во едно вакво друштво, не само поради фактот што никогаш не сум бил опфржен со толку девојки, барем на екранот како што се гледа. Девојка до девојка. Ретко имаме шанса да зборуваме еден ваков целосен, од еден целосен аспект да го третираме образованието, па макар и на една тема и од перспектива на основни, од перспектива на средно, а овде како што гледаме и од перспектива на повеќе региони во нашата држава. Сега, мене јас можеби имам некакви, сум во подобра ситуација, ради тоа што јас самиот ја креирав содржината на предметот што јас го предавам и имав таа слобода. И поради тоа што Финки беше нов факултет, па имавме слобода сами да ги дефинираме содржините кои што сакаме да ги учиме. Исто така, Финки е факултет кој што е малку поинаков ориентиране кон повеќе практична работа од типичен факултет и доаѓаат прилично квалитетни студенти, така да имаме и
простор во кој што можеме да работиме. И сега тоа резултира во малце поинакво гледање на нештата. Конкретно, за мојот предмет, ние немаме константна содржина, односно сме ориентирани директно, имаме само насоки кои што сакаме да ги постигнеме. И предметот е, часовите се концепирани така што на секој час имаме гости од компании кои што работат заедно со студентите, а студентите работат на практични проекти. И следна работа е, јас ги терам студентите да ги валидираат своите идеи. Тоа значи не да ги замислат, туку да поставуваат прашања на нивните идни клиенти и да добијат одговор од клиентите и врз основа на тие одговори од клиентите да ги прилагодат нивните идеи, за да може таа идеја да даде некаква вредност на крајните корисници. И резултатите се успешни. Финки постои 7 години. Мислам дека за овие 7 години од овој предмет излегува 8, може би 9 веќе фирми кои што обстојуваат. Не, старата фирма постои повеќе од 8 години. Мене ми е многу мило што некои од тие фирми се... Во тие фирми јас не сум учесник, јас сум само ментор, што значи никако комерцијално не земам од нив никакви средства, ама ми е многу мило ради тоа што некои од тие со основачи на компании јас сум ги запознал во рамки на предметот и потоа заедно продолжиле да работат. Сега, ако звучи како убава приказна, ама има исто милион предизвици. Например, еден предизвик е што кога почна предметот беше најуспешен. Зошто беше најуспешен? Затоа што и се уште изборен, ама на почеток имаше по 20, по 30 студенти кои што го бираа. И сега со 20 студенти и со некаква практична работа, вие ако треба на мускули ќе ги избуткате и ќе направат нешто корисно. Последната година имаше 250 студенти тој изборен предмет. Да организирате предмет практичен со 20 и со 250 студенти воопшто не е исто. Да обезбедите практична работа и консултации од реални компании на 20 и на 250 студенти воопшто не е исто. Јас не верувам дека секој треба да биде предприемач, нити секој студент, меѓутоа не можеме да направиме, барем во рамките на државното образование, начин на кој што ќе се филтрираат на ниво на предмет студенти кои што имаат капацитет па да им помогнеме на вистина нешто да направи. Сега јас можам да бидам само благодарен што Софинки ми дозволи моето знаење, како што Георгина ме најави, имам самиот формирано неколку компании, дел од тие се навистина успешни, да го пренесам на студентите и студентите тоа денеска го ценат. Она што јас би сакал да потенцирам дека не само што го ценат, туку знаат и да вратат назад, односно студентите кои што направија фирма пред 7 години им се редовни предавачи на мојот предмет денеска, минатите години, иако знаат дека не е баш лесно да се работи со толкав голем број на студенти. Сега кои се предизвиците други, па друг предизвик е кога имате 200 студенти, пола од нив дошле само за да добијат шеска и го гледаат предметот како препрека, не го гледаат предметот како нешто што им даде некаква вредност. Искрено тоа не знам како да го надминеме, како да го решиме, не знам дали воопшто може да се надмине, се додека работиме со ваков систем на образование кој што се повеќе студенти го третираат како пречка, а не како шанса нешто да научат, предпоставувам поради системот во кој што живеат и во кој што работат. Сега, ако ми дозволите, јас би завршил на крај со едно мое видување како мислам дека можеме сами на себе да се помогнеме во овие 3 степени на образование. Би било супер доколку во основно образование, без разлика какви се едукативните материјали, каква е содржината, што се прави, се даде фокус на тоа да се објасни зошто е потребно да има ваков предмет. Значи, мора да сватат младите генерации дека ако немаме предприемачи, секоја година ќе бидеме подалеку од европскиот просек. Ние можеби напредуваме, ама сите останати напредуваат побрзо од нас. Ако типичен млад човек верува дека треба или да се запосли во државна компанија, или да ја напушти државата, нашата држава ќе нема иднина. Токму оние предприемачи може да направат во своето локално обкружување мали промени, ама ако ги има многу такви мали промени, може нешто да се смени.
И мислам дека во основно образование треба децата тоа да го разбера, дека такво нешто е навистина потребно, дека такво нешто е возбудливо и дека најверојатно такво нешто не е за сите. Некој треба да работи во тие компании, што највештите од нив ќе ги остави. Во средно, како што веќе и кажа Елизабета, убаво би било да се обработат механизмите, што значи тоа, кои се обврските по еден таков систем. И тоа баш мислам дека Елизабета убаво го прави. Па дај Боже, кога ќе дојдат на факултет, ние да пробаме да им помогнеме да го направат последниот чекор и да отидат и да направат реални компании. Сега, повторно, јас колку што го имам искуство од другите факултети, ретко тоа се успева, ама еве барем во пракса ние на Финки покажуваме дека може. Јас сум горд што во некои тие компании денеска работат и по 50 и по 60 млади луѓе. Тоа се студенти уште, а веќе имаат компании кои што вработуваат по 50 на луѓе. Особено сум горд на јас сум ментор на една компанија која што сигурно сите сте ја слушнале и претпоставам дека секој од вас барем еднаш го користел незиниот сервис, незината работа. Не знам, сте стартувале некојаш апликацијата Мој воздух. Мој воздух е компанија која што произлезе и која што од студенти и кои што работеа на Финки. Не знам толку, ако има дискусија да може да продолжиме. Ама мислам дека ако успееме така да се организираме, би било супер. Дали тоа лесно? Воопшто не е лесно. Дали ќе биде успешно? Не сум сигурен, ама мораме да се обидеме. Тоа е во духот на претприемачите. Друго не ни престанува. Затоа и ваквите трибини нели ги организираме за да видиме што може да се направи, може ли нешто да се смени, па може некој ќе не слушне и ќе размисли околу тоа. Ако има прашања? Повели Игор? Јас сакам само да се вклучам за да го поздравам професорот Владимир. Тој ми беше професор или асистент пред 20 на години на ЕТФ. Кога бев млад и убав, да. Да. Во моментов, да. Значи, во моментов јас имам неколку компании со кои што работам. Така да знам дека во моје време јас кога студирав немаше, многу беа малку тие можности. Мене ми се изгуби, јас не го слушам, не знам вие дали го слушате. Нешто. Се закочи Игор, не знам. Еве додека го чекаме да ми се врати, кога бев асистент во времето на Игор, тоа што ствари јас почнав да работам првата компанија и мислам дека за таа сте слушнале, се вика Сивус денеска, тоа што се викаше поинаку. И да, тогаш баш беше сите ни зборуваа за зошто сме будали, зошто такво нешто правиме, никој тоа нема да го сака, ама еве денес се покажа како модел кој што е успешен. Баш ми е криво што Игор се закачи. Добро, може ќе се вклучи понатаму, па повторно ќе му дадеме збор. А еве го. Ти изгубив Игор, не те слушнав. Ти изгуби Игор, не те слушнавме. Да, видов ми се исклучи нешто интернетот. Значи сакав само да уште еднашка, баш ми е мило што има таков предмет и остава можност за идна соработка секогаш кога ќе има потреба да се тестира некој производ или да се поддржи некои студенти да пробаат пробаат преку свој производ или услуга да видиме начин на соработка. Така да ви благодарам за целава иницијатива и баш ми е мило што барем во високо образование има некои позитивни иницијативи. Работа е да си ги пратам студентите, ако не се лажам, Игор, ти нешто си во Битола, во Прилеп, во тој регион. Па, значи, едната од компаниите е во Битола, Nova Solutions, Digital Marketing Agency. Во Скопје е Impact Ventures, кај што сум моментално, Management Consulting компанија. И има уште неколку иницијативи кои што уште не се, да речеме, излезени целосно, така да ќе видиме. Те викам на час и поедно ги викам и останатите панелистки и сите останати колешки слободно да дојдете следниот семестар се духот на овој предмет. Она што го организираме, интересно, што може би по прв пат ќе се случи следниот семестар,
идентификувавме професори кои што го држат истиот предмет во Хрватска, во Сплит и во Грац, во Австрија. И сега планираме практично да направиме можност да се ги запознаат кои соопстојениците, идните компании, да бидат тие на некакво меѓународно поле, да работат на заеднички проекти. И ова е повторно тотално неформално, не влегува во курикулум, нема да биде признаено, све е на доброволна основа, ама мислам дека отвара шанси. Значи не е исто ако работите на проект со некој што е во Сплит или со некој што е во Грац, и ако работите со некој колега што е во Скопје и така. Значи, како да кажам, најмногу ова ќе го добиеме, ама па ако 200 луѓе еден направи успешна компанија, за тоа вредел целиот труд. Благодарам. Вашија начна и следната тема. Значи, малку да поразговараме за можностите за соработка со локалната заедница, помеѓу различните сектори, локалната заедница, дали постои можност за соработка и помеѓу различните образовни сектори, основно со средно со високо образование, па можеби и основно со високо, на некој начин, оние што знаат малку повеќе, нели да им помогнат на овие кои што сега започнуваат и навлегуваат во тие предприемнички води. Ако може некој да продискутира. Александра, повели? Да, може би на оваа тема, Георгина, благодарам, меѓутоа пред се јави за претходната тема, да му заблагодарам прво на Владимир што ме покани вечерва да бидам гости на вашата дебата. Да, здраво, Владо. Интересна, особено заради тоа што имаме представници од сите три нивоа на образование, па можеме да чуеме различни впечатоци како се доживува особено предметот на иновации и предприемништво. Повеќето од вас ме знаете, јас сум Александра Наќева Ружин, сум национален координатор за развој и имплементација на националната платформа за учење на далечина, меѓутоа сега не се јавив, не земам збор за да зборувам од име на Министерството за образование, туку повеќе би сакала да се обратам како родител кој имаше можност двете дечиња му се школуваат во Шведска во тек на 4 годишен период во основно образование, сега зборувам. И ме потикна дискусијата што имаше вашата колешка или повеќе ваши колешки во делот на тоа дека нема учебници или учебниците се застарени или содржините се неприлагодени на возраста на децата, едноставно се само преведени од наменети претходно за некое повисоко ниво на образование. Значи, во интернационалните училишта во Шведска, особено оние што следат IB програми, освен математика немаат други учебници. Значи, кога ќе речам немаат други учебници, немаат учебници дури ни електронски изданија. Значи, нема никакви учебници. Што значи дека за секој од предметите е само концепцијски уредена програмата, што е тоа што како наставна содржина ќе се предава во текот на двата семестри, односно полугодија во текот на годината, и понатаму е се препуштено на креативноста на наставникот, тој да ја организира и часот, да ја организира не само методолошки, туку и содржински, што е тоа што смета дека за дечињата кои му се во неговата паралелка, најдобар ќе биде како начин за да се пренесе тоа знаење што тој смета дека е битно врз основа на утврдените содржини. Прво нешто што го кажуваат во училишта е тоа зошто децата немаат учебници. Велат денешниот свет, и што е сосема логично, мислам дека нас прво треба како Македонија да не биде многу логично, денешниот свет толку брзо се развива и толку брзо оди напред, што можете да замислите додека еден учебник се формира комисија, се направи избор на членови во таа комисија, дур тие заседаваат, што е тоа што како содржина треба да биде утврдено. Дур понатаму има рецензии, ревизии, чуте врагови, прва инстанца, втора, трета инстанца и така натаму. Дур тој учебник отиде на печатење, дур се испечати и издистрибуира, каде отишол светот, додека сето тоа како циклус, значи ние го применуваме од точка 0 па до финализацијата на тој учебник. Така што мене можеби 4 години ми значи пресвртница и трансформација во делот на сваќањето на образовниот систем во Западна Европа. Претходно имам и магистрирано во Америка, така да мене не ми е чудно што нема учебници, туку ми е чудно што има учебници, да ви кажам, во денешно време во Македонија. Особено па за теми како иновации и предприемништво, кај што замислете да предавате нешто што било актуелно пред 3 години. Мислам колку е тоа унаказување на децата
да не им пренесете нешто што се случува вчера, завчера, превчера, значи да не ги пренесете темите кои се актуелни за нив, за регионот, за светот. Мислам, колку по мене тоа би било злосторничко, да кажам, поставување спрема тие деца, да немат можност да го слушнат она што во моментот е актуелно во светот. Ќе ви кажам и пример. По 2016 година при претседателските избори во САД и говорот на Барак Обама, значи не помина еден ден, утре дента, дечиња од 6 одделение треба да го анализираат говорот на Барак Обама. Значи тоа беше дечиња од 6 одделение на предметот Individuals and Society, кај што нема книги. И баш од таа причина нема книги, затоа што можете да замислите тој говор на Барак Обама после колку години ќе можеше да биде дел од таа книга, за да дечињата може да го анализираат, да го учат и која ќе биде актуелноста, која ќе беше актуелноста на тој говор на Обама во 2019 или 2020 година, кога светот има сосема друга, мислам, има толку трансформирано што е апсолутно релевантен поентите, релевантни се поентите од говорот на Барак Обама 2016 година. Така што мислам дека јас поинаку гледам на тие работи, мислам дека е тоа да не кажам благослов за наставниците, да имаат можност да самите на нивната креативност, да бидат исто така храбри, да бидат исто така иновативни, да ги организираат содржини, да ги приближат оние содржини по предметите што ги предаваат директно кон дечињата со најактуелни теми што се случуваат на светско ниво. Втора работа што мислам дека е многу битна, слушнав дискусијата дека Министерството треба да уреди се до најмал детаљи во смисол да кои предпријатија, фирми ќе се посетуваат, како ќе се посетуваат, кој ќе плаќа за тоа и така натаму. Значи една група на дечиња да се однесе да посети во Кавадарци, кај што нема ни јавен превоз. Сега вака го земав Кавадарци како пример, може било кое друго градче, па дури и Скопје. Да се однесе да посети една фирма не чини ништо. Значи тоа е само иницијатива на некој од родителите во одделението или иницијатива на професорот што го предава иновации и предприемништво предметот, да закаже денес како зборуваме за иновации, дајте да видиме технолошки иновации. Јас сум убедена дека никогаш Алкалоид или било која компанија не би ги одбила професорот и дечињата од било кое основно средно училиште што го посетуваат часот иновации, да дојдат да се запознаат со она што се случува како иновацијски процес во компанијата. Исто и во делот на предприемништво. Што би значило наставникот да се јави, еве Владо спомна 8-9 фирми, имаме толку многу фирми, предприемачи, поединци и групи во Македонија, да се контактираат и да се договори со дечињата, да се помине 1 час, 2 часа и така натаму. Тоа многу ќе значи за фирмите, зашто тоа е делот во нивна социјална одговорност, зашто општествена корпоративна одговорност, а толку многу ќе значи за дечињата кои го посетуваат тој клас. Така што мислам дека малку треба да ја превртиме тезата, не што треба Министерството да направи за нас, него што можеме ние да направиме за децата со оние ресурси со кои располагаме со време за да се уреди часот, за да се организира часот, да се обмисли. И исто така со едни ентузијастични деца кои веќе одлучиле, добро сега не е изборен во основно образование, меѓутоа еве на Пинки кои одлучиле тоа да го слушаат како предмет, да можеме да тој ентузијазам го наградиме со една практична посета на компаниите. Тоа е инаку во Шведска апсолутно маст, значи задолжително. Се што се изучува директно на терен, децата се нон-стоп во посета не само на компании, на владини институции, на невладини, на civil society, проекти од областа на животната средина и така натаму. Значи континуирано се децата на терен. Све што изучуваат, го гледаат на терен и така го разбират без оглед кој може и на кој начин да го бил уредил во ова. Инаку комплименти Владо за твоите деца. Минатиот семестар, нели, ти беше нешто на пат, па ме замоли да пресемам часот. Беа фантастични, она што како идеја го има донесено да го дискутират на часот, значи ме одушевија. Дури човек да не може да избере која од која подобра. Така да, мислам дека стварно Финки може да се гордеат со такви дечиња толку со капацитет, толку способни, вредни и заинтересирани да направат нешто во тој дел, без оглед кој колку понатаму ќе има можност да стане предприемач или да тргне во некои други води. Така што тоа сакав да кажам баш онака позитивно, дека треба малку повеќе
да гледаме пофлексибилно на работите, поотворено, по креативно, со повеќе ентузијазам, со повеќе желба да дадеме нешто од себе и да ги обмислиме часовите на начин што ќе обезбедат најголеми придобивки и за децата, меѓутоа исто така верувам и за наставникот, пошто сето ова е големо уживање за наставникот. Благодарам, Георгина. Благодарам, Александра. И јас ќе кажам дека по излагањата на нашите колеги видовме дека и навистина се и многу креативни во реализирањето на нивните часови, дека ентузијазмот мислам дека не им фали. Весна, сакаш да кажеш нешто или? Да, јас само сакав да се надоврзам на што Александра го кажа. Во однос на тоа дека за посетите сакав околу тоа само да продискутирам за посетите на компании. Еве јас како што на почеток и се представи Георгина како што ме представи, доаѓам од Демирхисар, мало градче кое што спрема бројот на жители е многу малечко, а и спрема бројот на компании кои што се наоѓаат во самото градче. Ние секоја година, мислам, и во самата наставна програма е дадено дека потребно за да може да се доближи предметот до самите ученици, да реализираме часови со посета на гости, некој предавач кој што ќе дојде за време на часовите, или пак исто така имаме предвидено и во самиот наставен план во наставната програма да посетиме некоја компанија каде што ќе може учениците да се запознаат подобро со производствениот процес. Јас морам да напоменам дека во теков на изминативе години ги имам вложено сите напори за да можам на учениците да им обезбедам барем еднаш во тие 36 часа кои се вкупно во текот на учебната година, барем еднаш од тие 36 часа да излезиме некаде за да можат учениците да видат како реално сето тоа изгледа. Но во сите региони и цела држава ситуацијата баш и не е идентична и реално не е баш многу лесно за да се организира сето тоа, бидејќи еве конкретно во Демирхисар има толку многу малце компании кои што може да се посетат и сите оние компании кои што се најчесто се или со 2-3 вработени или евентуално бидејќи повеќето од нив работат со сезонска работа, па имаат можеби 20 вработени. А додека пак околните градови, како на пример Прилеп или Битола, каде што има многу повеќе компании кои што може да се посетат, ретко кога дел од компаниите, секако би можела да напоменам, дека ретко кога се отворени за соработка и сакаат да ги примат учениците во своите простори, каде што ќе може учениците да го видат, например, учиме процес на производство, па да може да се запознаат со процесот на производство и така натаму. Значи, сум му аплицирала, би можела да кажам дека во текот на годината пробувам, испраќаме мајлови, контактирам со можеби 30 компании во околината, и дека ретко кога наоѓаме позитивен одговор за соработка. Иако не мора да важи за сите компании, морам да напоменам дека, например, Виталија, еве би ја спомнала дека ни беше дојдена на гости, дека Interworks, тоа е софтверска компанија од Битола, дека исто така со нив соработуваме и со доста локални компании, мислам, кои што се наоѓаат во Демирхисар, ама мислам дека во теков на изминативе 7 години толку беа можностите, односно го пресушивме изворот, опциите од каде што може да побараме некој да дојде да не посети од нашиот град или каде што може ние да ги посетиме. Значи, не во цела држава имаме подеднакво исти можности, за жал. Толку имав само да додам. Благодарам. Може ли само нешто да додадам, Георгина, на кратко? Значи, ако се изучува предприемништво, јас и не би ви ни препорачала да одите во Италија. Меѓутоа би ви препорачала да посетите локална фризирница, да посетите локална бурекџилница. Значи, да посетите луѓе кои навистина еден, двајца, тројца фамилиарен бизнес водат, тоа е предприемништвото. Не е предприемништвото секако Виталија или Витаминка и така натаму. Така да толку многу можности има што да се види. Јас верувам дека исти не се секаде условите. Мислам, тоа не е само за организирање на практичната настава, тоа е за многу други работи, меѓутоа не значи дека не може да, посебно за предприемништвото, не значи дека нема повеќе опции што треба да се истражат. Друго што можам да ви препорачам, сите општини, сите градоначалници имаат деловни совети. Значи, вие како училишта можете тоа да го комуницирате со локалната самоуправа, да самата локална самоуправа многу подиректно
преку деловните совети кај што членуваат најголемите компании во тие општини, да можат практично да на договорна основа се стават на располагање тие компании за да бидат тука подготвени да ве примат за дечињата, за посета, за пракси и така натаму. Така да и тоа е нешто што како пракса може да заживее. Сега е ново кај нас, е нешто што топрва треба да се поставуваат темелите, меѓутоа не значи дека, односно јас не верувам дека нема можност да се развива, напротив мислам дека може од тоа да биде навистина плодно тло за да дечињата посебно за овие два предмети да научат многу. Во ред, благодарам Елизабета. Да, добро, мислам, она што повеќето сакав да го кажам, го изговори Весна, само да се не дополнам, да. Само кусо во една реченица, значи треба да се биде реален. Состојбите на терен сепак не се толку идилични. Сите ние знаеме како треба и што треба да направиме и правиме. Ова што го вели Весна е токму така. Јас ќе бидам искрена па ќе речам, ако не се работи за родител на мој ученик кој има фирма, он нема да ме прими во фирма. Едноставно е така. Затоа што сега не знам, политика на работење нивно, едноставно вртам телефони, се молиме, па утре па ќе ве информираме, па задутре, па нели, треба да ги изговориме работите како што се. Мислам да не ги знаеме каде е Шведска, знаеме како треба, затоа тажиме под сликите и по кога ги гледаме таму, шведските училници, финското образование, далеко сме ние од тоа. Меѓутоа, јас сепак останувам оптимист дека нештата можат се уште да се сменат, верувам, па ќе видиме. Ја би сакала нешто да кажам, ако може. Во ред. Едно искуство, инако автор сум на неколку учебници, јас со Александра Ружин апсолутно се сложувам. Како почетник, 85-та година, јас предавав 9 стручни предмети како технолог. И само нешто ќе ви кажам. Јас многу повеќе читав и затоа што имав литература и од Загреб, и од Кожарско списание и така. Мене сега овие учебници ме спутават. Всушност нашиот образовен систем се темели на минатото. Не ги учиме децата за сегашноста и еднината. Ја треба да предавам за керамиди, а во светот фотоволтаични керамиди. Ако јас не уврстам и такви некои работи на децата, не им е интересно. А апсолутно се сложувам со Александра Ружин, дека јас, меѓу друго, сум и автор на 5 програми одобрени од Центар за стручно образование за слободни часови на училиште. Последната што работам 2-3 години, редизајн на производи од текстил и од кожа. Јас баш, што вели Александра Ружин, ги водам во такви некои каде што и им презентирам како од старо, тоа е бизнис исто. Тука се гледа предприемништво во малите бизниси. Им покажувам клипови како од стари кади луѓе кафич средуват и пари вадат клиентела. Големи компании се знае, они со години и траат. Многу и ова може да се искористи интернет, има стварно многу убави работи. Инаку има некоја најава дека веќе нема да има учебници, полека ќе се придружуваме. Не е само што вели во Шведска, никаде, само математика збирка се купува. И да ви кажам дека да не пишува во учебници и да не предава толку предмети, ја немаше толку да се надоградам, да видам што се работи во светот. Да не зборуваме за техника, технологија, која што чекор по чекор или за говорот, апсолутно се сложувам. Апсолутно се сложувам дека за да бидеш, сега тоа е друга работа што, а и да ми се смешка, тоа е друга работа, што јас сум 12 сати со 6 предмети, што во наш систем на образование не се направи 1, 2, 3. Ја предавам дури на текстилно-кожарска и бизнис, па многу убаво ми доаѓа. Предавам познавање на стоки, па предавам едно без друго. Нема. Нема добар економист без да ги познава стоките. Дефинитивно и спротивно. Ние сега сме сите у корелација, сите науки. Сега сум и информатичар. Ако ми се исклучи, морам да научам дека Windows 10 прави проблем. Јас сум сонувала на овие години дека ќе бидам тоа.
а тоа бара време. И на Запад, Александра Ружин може би знае, на Запад има различно ниво на плати според тежината колку предмети се предава, од 16 до 22, па тие што предават природни науки и тоа сосема поинако, а кај нас сите сме исто, во една паралелка едно исто, да си начнам ја. Не ми е тешко, затоа што пливам и сум предавала многу предмети, па затоа многу и изборувам. Извинете, толку од мене. Благодарам. Благодарам, Владимир. Не. Дали сум без микрофон. Јас исто така мора да кажам дека би било убаво доколку има поддршка во општеството за сите добри иницијативи, ама во праксата јас исто така се согласувам и мислам дека нема, затоа што треба да се има минимум добро разбирање и минимум поддршка на добри идеи кои што ќе дозволат најдобрите, најамбициозните, највредните да идат напред. За жал, кога имате ограничени ресурси како во нашето општество, често пати тоа не се случува и луѓето мора да се грижат прво како да преживеат, тогаш не е баш така лесно да се реализира нешто само со иницијатива, добра волја и најдобри желби. И за тоа, може би, треба да бидеме свесни дека сме составени самите на себе и дека треба ние да се договориме како да пробаме да отидеме понатаму и како да направиме соработка како што Георгина и самата иницираш. Благодарам. Имаме уште многу малку време, бидејќи беше предвидено 1 час да трае трибината. Малку се одолжи. Мислам, Александра уште еднаш крена рака, уште таа и би ја заокружила денешната дебата. Александра? Да, јас прво да кажам благодарам за професорката Олгица Велјковиќ. Јас би сакала да доаѓам на вашите часови со таква енергија зборувате, со таков ентузијазам, да. Би сакала посебно сега актуелно во светот за циркуларна економија, така да немам сомнеш дека тие што ги посетуваат вашите часови може да бидат одлични предприемачи и ви честитам за тоа. Значи, зошто ова го кажувам? Зошто се сакав да се јавам уште еднаш за збор? Заради инспирација, заради мотивација. Вие сте сепак наставници. Јас сум била 3 години додека студирав на економски факултет во Скопје председател на АЕСЕК. Значи, ние сме биле деца, студенти, меѓутоа деца, без никаков наставник и професор позади нас. Значи, јас сум успевала со проектите што ги организирам на АЕСЕК да донесам најголемите компании што во 90-тите години постоја во Македонија. Не да ги донесам како говорници на моите семинари, на моите конференции, туку и да платат за тоа. Да платат за да не поддржат. Значи, никој не стоел позади нас, ниту професор, ниту декан, ниту асистент, никој. Само ние деца, значи ученици, студенти, што сме верувале во тоа што го правиме. Така да мислам дека сите малку треба повеќе да си дадеме мотивација, малку повеќе ентузијазам, малку една повеќе позитивна енергија, заради тоа што се постигнува, има начини ако човек сака, ако ги стави сите ресурси со кои располага во контекст на тоа што сака да го оствари. Второ, за ресурсите. Јас предавам менеджерал економикс покрај други предмети. Значи, основна по дефиниција е дека никој никаде, никогаш во светот не работи со неограничени ресурси. Па дури зборувајќи за Тесла, дури зборувајќи за Apple, дури зборувајќи за Пентагон или за владата на Америка. Значи, по дефиниција не постојат неограничени ресурси. Секој, значи, располага со дадени ресурси на дадено место во дадено време. И целата виртуозност е како да се организира со она што го има зацртано како цел. Со тие ресурси со кои располагаш да го постигнеш максимумот. Да, се сложувам, не треба да зборуваме аутистично како да не живееме во нашата реалност, меѓутоа ние сме тие што можеме да ја промениме таа реалност. Тоа сакам да го кажам, не дека да се обидеме да ја гледаме поинаку од она што е, меѓутоа согледувајќи како што е реалноста, да направиме она што е во наша моќ, да извадиме максимум и да ја промениме.
навистина не сакав толку да зборувам, меѓутоа имам потреба да ги споделам еве тие и позитивни мисли, и позитивни чувства и да сакам да мотивирам, затоа што знам дека можеме многу да направиме, многу повеќе од она што досега го правиме. Во моментот одат реформи и на система за основно образование, и на система за средно образование. Во моментот се интензивни активности во тек за научно-истражувачката дејност. Значи многу паралелни процеси се одвиваат, ама мораме да бидеме со една позитивна мисла. Тука сме одбрале тука да живееме во она околина во која што сме, со оние ресурси со кои располагаме и мораме да се организираме да направиме максимум што можеме. Така да, извинете уште еднашка на времето што го земав, одличен панел, одличен модератор, драго ми е што бе вечерва со вас. Благодариме. А и да се извинувам, не те видов, значи, еве, да бидеш кратка, што те веќе завршиме. Сега, луѓе, одете, па тамо пукајте пуканки, варете кафе, пијалок, не знам што и како. Рчнавте милион теми. Јас мислев дека дојдов вечерва да слушнам едно, а слушнав милион и една работа која што е толку инспиративна и вистина и 10 часа да останеме ќе не биде малку. Би кажала само дека покрај себе ова што сте го кажале, можем да се сметам себе си како ептен голем среклија, зашто работам, предавам предмет кој што е толку привлечен и до душа од 96-та година водам војна и убедувам родители и колеги околу мене дека за ниеден предмет не е потребен учебник, зашто ние прво се снаоѓавме со она координирана настава по физика која што тераше од 96-та до 2002-2003. Сега знаете и самите по Кембридж какви ни се учебниците и ако чекаме само тоа да го понудиме на ученикот, ќе бидеме и под секое ниво и сега сме, зборувам, според квалитетот на материјалот што го нудиме на нашите ученици. И треба многу работи да се сменат со тоа што единствено нешто што ни требат крилија, ни треба слобода да правиме што сакаме и да бидеме ние цареви, кралеви на нашите часови, а не да ни се меша секој, буквално секој. Вие знаете дека ние предаваме, а немаме право да оцениме ученик друг оценува наместо нас. Што и да понудите се нешто многу и се нашите деца ги прават дека капацитетот им е толку на минимум да дури ги праќаме и во средно тотално неписмени, буквално неописменети, што никој не сака да се помири со тоа. А после кукаме по сите овие надворешни тестирања, вакви сме, такви сме, онакви сме. Сета вина е во нас повторно, зашто сметам дека треба да сме поборбени. А да не ја сакаме оваа професија, уште од март сите би отишле некаде или би смениле професија. Штом сме тука, па еве и вечерва зборуваме за такви проблеми, верувајте дека љубовта кон професијата е неизмерна. И тоа е тоа. Добра ви вечер на сите, ви благодарам, бевте прекрасни. Благодарам, Аида. Пријатна вечер. Да се обидам Пријатна вечер имајте и на вас. Да завршам на некој начин, да. Од она што го слушнав од сите дискусии, значи, дали можеш да бидеш иновативен, навистина добро сме го избрале името, бидејќи како и секаде, колку добро ќе го разберат учениците тоа што го учат, сепак најмногу зависи од наставникот. Слушајќи ги говорниците, сигурна сум дека добро сме избрале кога сме одлучувале нели кој да говори. Јас и не се ни сомневам во квалитетот на колегите кои што зборуваа на оваа трибина и уште еднаш им се заблагодарувам. Беа изворедни и навистина елоквентни и се гледа дека тоа што го зборуваат, веруваат и дека со голем ентузијазам пристапуваат кон својот предмет и кон она што го работат со учениците, дека ги сакаат учениците и дека сакаат да ги изведат нели на добар пат. Сепак тоа е желбата на секој наставник, нели, од ученикот да направи добар човек во иднината, некој што ќе може да се снајди во ова општество. Дека интересот кај учениците за изучување на предприемништво, значи не е толку мал, сепак има интерес, но би било добро да им се даде можност да бираат. Така, колку што разбрав јас од дискусиите, дека не секој може да биде предприемач и кога би имале можност учениците да избираат, тие ученици што ќе го одберат тоа би биле оние вистинските предприемачи утре, нели,
Нема да биде секој предприемач, туку некој ќе треба и да работи во тие фирми. Добро е да се познава пазарот, да ги научиме учениците да препознаат која е потребата на пазарот, па да најдат на кој начин, нели, да го прилагодат својот производ кој што сакаат да го понудат на пазарот да одговара на потребите. Бидејќи ако пазарот, она што сме го произвеле, не му е потребно никој, нашата фирма нема да успее, така нашиот производ. Уште еднаш ви благодарам. Бевте одлични и со ова би ја завршила денешнава трибина. Благодариме и ние. Поздрав до сите, се најубаво. Благодарам и при избор на наставник да се бара наставник предприемач. Добро, ето тоа би било тема за некоја следна дискусија. До гледање и Кој е пријатно. тој наставник предприемач? Довидување. Ајде, Поздрав, пријатно. се најубаво. Пријатно. Се најубаво. Пријатно, имајте убава вечер. Е.